со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, денеска е среда, ова е емисијата Круг, јас сум Маријан Николовски, повторно во центарот на Кругот. Се обидуваме да извадиме што повеќе несуштински елементи за да добиеме суштина на една слика која се нарекува политичка и безбедносна состојба како резултат на приливот и на мигранти и напливот на бегалци од Блискиот исток кон Западна Европа. Македонија е една од точките на оној клучен суштински коридор на Западниот Балкан, преку кој што бегалците се движат кон Европската Унија. Како што одминува зимата, така повеќе се зголемува напливот на бегалци, меѓутоа и напливот на економски мигранти од соседните држави. Ова е темата на која што денеска ќе зборуваме. Денеска во Македонија е председателот на Советот на Европската Унија Доналд Туск, кој што ќе има средби со македонскиот државен врв. Темата, една од суштинските теми секој ќе биде бегалците. Последните информации за вчерашниот инцидент на јужната граница, кога група илегални мигранти и бегалци се обидува да ја пробијат оградата и насилно да влезат во Македонија. Состојбата овие 2 дена е стабилна, меѓутоа со можност од опасност од тензија. Од утрово, според последните информации, на границата се пропуштаат по 10 бегалци кои што транзитираат кон север, кон Табановци, а потоа и кон Европската Унија. Меѓутоа, тој проток зависи од она што и како ќе прима во Европската Унија, најмногу Германија. Австријскиот канцелар денеска и вчера исто така понуди една опција до Германија, тоа е преземање на бегалците директно од Грција, значи Западна Европа како крајна цел, Македонија како точка на транзит, Грција и Турција како една од појдовните точки се темите во кои што денеска ќе анализираме и ќе дебатираме. Мој денешен гостин на оваа тема е експертот за безбедност и аналитичар Златко Кесковски. Волко, ти благодарам што ја прифати поканата. Се надам дека ќе успееме да расчистиме неколку дилеми околу ова. За почеток, твоја проценка, ако се земе информацијата на министерот за надворешни работи пред некој ден дека се во прашање денови, меѓутоа моето прашање нека биде прво во кој степен би можела да ескалира состојбата ако не се најде оваа недела некакво решение, со оглед на тоа дека во Грција веќе може би има повеќе од 70.000 мигранти кои се обидуваат да влезат на коридорот преку Македонија до Западна Европа. Прво, добар ден на слушателите на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата. Видите, во Грција во овој момент, според грчките информации, негде се наоѓаат околу 30 до 40.000. Меѓутоа, на дневна основа во Грција влегуваат околу 10 до 15.000. А на колку што имам информација, на 8 март треба, на 7 или на 8 март да се одржи седницата на самитот Европска Унија и Турција, да. И Турција, која што треба да го примарно да го разгледува во прашање околу состојбата и начинот на кој што би се третирале бегалците. Меѓутоа, земајќи во обзир бројката која што се наоѓа во овој момент во Грција и деновите кои што доаѓаат, овој проблем ескалира во секој момент. Значи, не можеме да разговараме само за долгорочен проблем кој што треба да се решава, него адхок во овој момент, бидејќи бројката расте секој дневно. Ако грчката држава или грчката страна во овој момент ги пропушти оние бегалци кои што се наоѓаат во прифатните центри, накај македонска територија, односно накај Западна Европа, тогаш на наша граница би се натурпала една бројка која што е многу тешко би се контролирала. Значи, ако имаме во обзир дека од 7.000 бегалци кои што беа денови на границата, 400 од нив се обидоа да рушат оградата, што би се случувало со нека бројка од околу 50 до 70.000 луѓе,
на кој што вие не може да превземете мерки соодветни према одбрана на границата. Треба тие да се избалансирани помеѓу нарушување на ЈРМ и одбрана на границата. Така и како што превзедува. Меѓутоа, структурата е составена не само од мажи, составени од деца и од жени, што значи дека начинот можна хуманитарна катастрофа. И хуманитарна катастрофа, меѓутоа и од друг аспект не е сигурна границата. Значи, не е сигурно од причини што 50.000 луѓе, ако решат дека сакат да влезат во Македонија во еден момент, тие веројатно ќе влезат. И ќе влезат. А границата, секоја граница е, тоа е општо познато и по меѓународните стандарди, се контролира од двете страни. Ние знаеме во овој момент дека Грција не ја контролира границата од таа страна, значи се е оставено на македонски безбедносни сили кои што верувам до овој момент ја држаат под контрола. Меѓутоа, оваа бројка за која што зборуваме ние е исклучително тешко да ја контролирате на каков и да е начин. Како што вели министерот за внатрешни работи, ако е до Македонија, веројатно уште утре би ги пропуштила сите бегалци да заминат кон нивната крајна дестинација, впрочем која што оние и таргетираат. Меѓутоа, што се случи, зошто Европа реши да го контролира тој проток или да го намалува постојано за да дојдеме во таква ситуација? Мислите дека капацитетите на Европската унија, на државите се преполнија или пак политиката на Европската унија доведе до зголемена конфронтација меѓу самите земји членки во Европската унија по ова прашање, па најлесно ајде сега долу ќе го стопираме бранот бегалци, па што биде. Во Европската унија исклучително дезориентирано делува и действува во овој момент. Значи, што сакам да кажам, дека генерален заеднички став Европската унија нема околу ова прашање. Во секој ден поединечно државите се изјаснуваат околу нивното мислење и статусот на нивната држава околу бегалската криза. Што значи тоа? Ви имате членки на Европска унија кои што се противат на воопшто на примање на бегалци или тој број и структурата да биде контролиран од нивна страна. Од друга страна имаме промотор, односно Германија се јавува како промотор и тоа дел од нејзината политичка јавност како најекспонирана која што би примила најголем број на бегалци. Меѓутоа во истиот момент вие имате останати земји членки кои што се противат на тоа. Затоа нема заеднички став. Значи, да речеме во принцип Маđарска, Полска, Чешка, Словачка и така натаму одбиваат воопшто да примат бегалци. Не, веројатно Орбан им го реши проблемот со градот. Да, меѓутоа во секој случај исто така и Австрија. Австрија е ограничен, значи вие немате заеднички став како една организација и асоциација која што би примила, не знам, одредена бројка на бегалци, таа бројка на бегалци би се селектирала во однос на конфликтите региони, меѓутоа ја исклучија во еден момент, го исклучија Авганистан како ризичен регион. Инаку, пред една година Авганистан беше вклучен во овај систем на елиминирање. Значи, беше вклучен Авганистан, Ирак и Сирија. Не беа вклучени сите онаму кај што нема конфликти, а беа третирани како економски мигранти. Бидејќи по меѓународните стандарди, вие немате право да вратите назад бегалец кој што има конфликт. Да. Меѓутоа, структурата која гледаме назад година и нешто на нашата граница, да извлечеме податоци со македонски безбедносни служби, вие ќе видиме дека имаме бегалци од Јемен, од Северна Африка, од Јемен, од Нигерија, од Иран, од Пакистан и така натаму, кои што воопшто не се зафатени со ова. А тие не можат реално да се вратат назад. Предпоставам дека меѓутоа Европската унија, нели, во еден момент сега оние кои што се критични во овој момент се афганистанците, значи сиријците и ирачаните кај што има воен конфликт се пропуштаат. Можда во нека одредена бројка контролирана.
И таа контролирана бројка не ги задоволува стандардите со натрупот на бегалци на грчка страна. Меѓутоа имате заробани афганистанци и на македонска територија и на грчка територија. Бидејќи во договорот стои дека Афганистан не е вклучен во еден момент во тој вакуум остана на македонска страна. Од друга страна Грција ги пропушта сите бегалци. Значи имаме дезориентирана ситуација прво на Европската унија, ние ги следиме оние договори кои што сме ги направиле, меѓутоа во секој случај онај првиот филтер што треба да се случи, тој Грција, очигледно дека не кооперира со останатите земји членки и со нас како дел од рутата, така да проблемите во овој момент се сведени на македонско-грчките односи со работката околу бегалската криза. Благодарам, тука правиме првата кратка пауза, се враќаме веднаш со по кратката пауза со аналитичната анализа. Повторно назад во кругот, поштени слушатели, мој денешен гостин Зlatko Keskovski, анализираме за безбедноста во Македонија пред се, меѓутоа и на Европската унија со напливот на мигранти. Дојдовме до ситуација во која што зависи од војата, како што се нарекува на Германија, или веројатно од можноста Меркел да издржи пред големиот притисок и на своите внатрешни политички опоненти околу тоа дали и колку ќе прима мигранти, што во ситуација во која би дошле ако дојдеме до блокада на целиот тој процес, што во таква ситуација мигрантите веројатно би останале заглавени на оваа западно-балканска рута, и постои опасност дека тие би решиле да останат во Македонија, не знам, во Србија, или пак ќе бидеме сведоци на судири на граничните премини, дали на Гевгелија, дали на Табановце, дали на кај Шит, или можеби горе на Хрватска, Словенија. Видите, според начинот на кој што во овој момент функционира пропуштањето на бегалците, мислам дека со пирањето на рутата најголема штета ќе доживее Грција. Ние, според договорот, максимална бројка на пропуштање на бегалци е 580. Во овој момент на границата во Табановце се наоѓаат околу 1000 бегалци. Значи, тоа е незначителна бројка. Така да на наша страна, према Србија, кога тоа би се случило домино ефект, нели, на затворање на границите, тогаш би останале тука некоја бројка од околу 1000 мигранти. Меѓутоа Грција во секој случај би била најпогодена. Гледајќи од аспект на тоа што Грција е членка на Европска унија, не верувам јас дека Грција ќе остане во една незавидна состојба во тој момент. Мислам дека Европска унија ќе превземе мерки да и помогне, односно тие оние кои што би се нашле заглавени тука ќе ги реши. Меѓутоа се постават прашањето до договорот помеѓу Европската унија и Турција. Ние во Турција имате околу 2,5 милиони бегалци во овој момент. Турција во еден момент се закана дека сака да ги пропушти сите 2,5 милиони оние кои што сакаат кон Западна Европа. Тогаш имаме едно стампедо на потенцијална бомба. Па ова се повеќе личи на, не знам, на некаква инвазија, да речеме. Има ли логика во обвинувањата на голем дел од европските безбедносни експерти дека ова е процес на исламизација на Европска унија? Па видите, ако историски ако земете, значи негде таму 13-14 век ние имавме напад на империја една која што влезе во Западна Европа или во западната цивилизација и исламизира дел од населението, нели, некои од државите. Јас мислам дека ова е еден втор начин, ова е бела таква некаква империјална војна. Колку тоа може да ги разбуди нацистичките, национал-шовинистичките кругови во Западна Европа, кои што ако ги едно од тие движење она што беше ги организираше антиисламските протести во Европа, за сега нема некои сериозни димензии на движење, меѓутоа она што се случуваше во Париз, потоа ги разбудува веројатно овие страсти. Последователно секаде. Значи имаш и во Париз, имаш и во Германија, имаш и во Шведска, имаш и во Полска, така да се видите, значи
самиот акција и реакција, самиот народ или население кое што не се согласува со таа политика на, не знам, на примање на бегалци во некој енормен број во нивните граници, би ја нарушила демографската слика на државата. Ако земете во обзир дека в 20. век беше одлика на две светски војни, токму заради доминацијата, односно заради желбата на што поголемо влијание или територија на една од нациите кои што се во моментов членки на Европската Унија, тоа ќе дојде до сознание дека тие воопшто уствари не се нерасположени за да може да се смени таа демографска карта. Значи, и ако се поминати 70-ти на години, вие тие структури не може да ги да исчезнат и никогаш не исчезнале. Значи, може да имаат капацитет за нов глобален европски светски конфликт на релација ислам-христијанство? Па видите, тенденцијата е во таа насока. Значи, секако тенденцијата во таа насока. Ние имате будење на Блискиот Исток, значи почеток на желбата за влијание врз западната цивилизација на ваков или на онаков начин. Пред 50 на години, да речем, Саудиска Арабија и останатите држави од тој регион беа на многу ниско, ајде да речеме, и социјално и можда економско ниво во почеток на развојот, нели, до моментот додека не се пронајде нафтата во тој регион. И ние како и генерација и цивилизиран свет во западниот свет не познаавме желба за влијание на Блискиот Исток кон западнава цивилизација. Значи, единствено нешто познато во периодов предходен е потеклото на Бин Ладен од Саудиска Арабија и неговата борба, нели, во Афганистан против руската војска која што ја поттикнуваше западниот свет. Сега ние во истиот момент по завршување на конфликтот во Афганистан меѓу Русија и талибанците, кога дојде на површина талибанската таа држава која што создадува, тие се префрли битката во со западната цивилизација. Тогаш почна оние проблеми кои што се јавува со формирање на Ал-Каида како структура и тероризам, почна некаква, да речеме, порака дека овој свет, блисоко-источниот, не е расположен пријателски кон западната цивилизација. И то расте во последниве 20 на години. Сега не е кулминиран, бидејќи ние сме сведоци на... Што е причината за нетрпеливоста? Дали оние интервенции за демократизација на тој свет на Западна Европа го предизвика како контрареакција ова или пак... Па не верувам. Значи, видите, јас по моето анализирање, да речеме, или некаква истражување, мислам дека големиот јас помеѓу западната и арапската цивилизација, која што е во овој момент во една максимална точка, значи ексцентризмот помеѓу напуштање на центарот на морал, да речеме, на западната цивилизација, кај што не припаѓаме ние како регион, ексцентризмот од оние основните морални вредности на човекот, нели? Вродени, условно да речеме. Доаѓаме до една ситуација на западниот свет да ги напушта сите норми кои што ние ги познаваме како луѓе. И таа точка во овој момент, ако гледате каде се движи, нели, сите ние балкански држави, условно, сме присталици кон некаква традиционалност, нели, така натаму, патриархалност. Западната цивилизација отиде во друга екстрема, на која што дури и ние имаме одбивен став. Од друга страна, арапската цивилизација, односно арапскиот свет, земајки го во обзир начинот на верување во исламот, кој што во исламот како религија се смета како секташки, тоа е вахабизмот, се враќа назад на 100 години од
во првите 100 години од верувањето во Мухамед. Значи, вие се враќате 1500 години назад. А западната цивилизација од друга страна тенденцијата е да се изгубат оние норми кои што ние ги имаме етички и морални, нели? Како западна цивилизација. Тој јаз во овој момент е огромен. Едните за другите сметат дека се диви племиња и нецивилизирани, а источниве, односно не источни како далечен од него, арапскиот свет како најнеморални суштества, односно еретици. Тој судир создава омора за нормално од различните мислења и перцепцијата за начинот на живење, нели, на сваќање воопшто на животот. И таа омраза нормално е дека рефлектираат со едни вакви тенденции. Ако земеме во обзир дека ова што го говориме во огромни бројки, значи, да речеме, во Западна Европа 500 милиони, во арапскиот свет некои 30, 40, 50 милиони, ќе дојдете до истата. Тука правиме уште една кратка пауза, потоа се враќаме токму на улогата на исламот во целиот овој процес. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, во втората половина од денешната емисија. Мој денешен гост е Златко Кесковски, политички аналитичар, професор за безбедност. Зборувавме за диаметралниот јас меѓу перцепцијата на земите од исламот кон земите од Западна Европа и обратно од Западна Европа кон исламот. Меѓутоа мораме да напоменеме дека барем за сега состојбата како што стои и информациите и ставовите кои што доаѓаат од она што значи структури на работење на институционално работење на верски заедници, дали е во исламот или во христијанството, имаме идентичен став и осуда на ваквите појави. Всушност мораме да потенцираме дека исламот е, според проценки на голем дел експерти, дека е злоупотребен во целата оваа ситуација која се нарекува веројатно политичко профитерство во разгребот на исламот како верување. Така што затоа ми е прашањето, може ли самиот ислам да се избори внатре во структурите, во своите структури, во своите редови за сузбивање на тие процеси на злоупотреба. Таква иста ситуација веројатно можеме да направиме споредба и со христијанството во оној среден век на движење на крстоносни војни или после тоа 30 годишната војна во Европа меѓу самите христијани, кои што доведе до многу големи крвопроливања како резултат на злоупотреба на религијата. Значи, видите, исламот како религија не е проблем за светов. Во овој момент не е детектиран исламот, детектиран е вахабизмот. Значи, ние збориме за еден начин на верување, односно кој што, да речеме, шиитите, оние припадници на исламското верување, шиите кои што се грото во Иран, да речеме, не ги сметаат за муслимани, вахабистите. И сега, од друга страна, вахабизмот е државна религија во Саудиска Арабија и во земјите од Персискиот залив. Државна религија, значи ние не зборуваме за секта, па треба да се борат помеѓу себе, нели, едниот или другиот ислам. Затоа преска паралелата ви ја направив јас околу Бин Ладен и потеклото негово со блискоисточните држави. Значи, вие имате судир во овој момент помеѓу шиитите и сунитите и тој трае од секогаш, од кога постојат. Меѓутоа, само дел од сунитите се вахабисти. Вахабизмот, ајде назад да го вратиме, тој е Ел Вахаби, Ел Сауди. Ел Вахаби е некаков религиозен лидер во Саудиска Арабија денешна, а Ал Сауди е тој човек кој што ги соединил племињата во Саудиска Арабија, меѓутоа со тенденција да се ослободат од Отоманската империја, која што била, нели, исто така од исламска религија. За да направат разлика, создаден е вахабизмот, според Ал Вахаби, кој што го протежирал. Значи, тие меѓу себе намерна разлика направиле, за да можат и верски
и територијално да можат да се отцепат односно да дигнат револуција кон Отоманската империја. И така е создаден вахабизмот. Проблемот е во тоа што вахабизмот е радикален кон сите оние кои што не веруваат на ист начин, односно не го толкуваат и Куранот на ист начин како и нив. Без разлика дали се муслимани, дали се атеисти или се христијани. Со исти третман кон сите. А нивниот начин на верување е спроведување на исламот 100 години, во првите 100 години од појавата на исламот, односно од дел од животот и после смртта на Мухамед. Така да ви имате една екстремна организација, односно начин на верување кое што е многу радикално, многу агресивно и во сите територии каде што има, тие влегуваат и на екстремен начин на толкување на исламот, меѓутоа и со многу средства. Затоа што овој тип на верување во исламот е протежиран од Саудиска Арабија, која што е економска сила, да речеме. Значи има огромен број на средства се трошат за оваа намена. Така да вие имате наплив на вахабизмот прво, убризгување на вахабизам во Европа преку Босна, значи босанско-српската војна. Директно е убризган, дел од таа структура се уште живее, се државјани на Босна, кои што се припадници на поранешна Ал-Каеда или на движењето од Колку се тие активни денес? Многу, значи вие имате некоја бројка за Македонија конкретно ако зборуваме, која што се движи меѓу 4-6 илјади. Овде во Македонија? Во Македонија. Сега проблемот каде е? Проблемот е што гледајќи ги, анализирајќи ги сите постапки и на исламската верска заедница и на дел на она структура која што ние сакаме да контактираме на интелектуална основа, односно академска основа со исламисти како научници во областа на исламот, меѓутоа нивниот став гледам дека е неиндиферентен, меѓутоа одреден страв провеува. Зашто? Бидејќи Мека и Медина двете се во Саудиска Арабија. Саудиска Арабија вахабизмот е државна религија. Ако вие го осудите него, во еден момент ќе дојдете ситуација да немате пристап до овие две светилишта, кои што во суштина е коренот, односно сите муслимани претендираат да дојдат до таму. Саудиска Арабија она која што ги осудува постапките на исламска држава, на денешните само наречени борци на џихад и такви процеси. Пред некој време имавме една изјава токму околу споредбата на улогата на исламот и разликата меѓу ислам и ИСИЛ на саудискиот министер за религија на безбедносна конференција во Михен. Да, меѓутоа најголем пријател на Америка е Саудиска Арабија, меѓутоа Осама бин Ладен е од Саудиска Арабија. Значи вие не може да земите како да ви го објаснам, тоа се племиња и племенски водачи тамо, односно шеици. И таа држава е создадена од повеќе племенски заедници и шеици. Една од последните информации е дека Европскиот генерал на НАТО вели дека на трасата која што се на западно-балканската рута, всушност се повеќе и повеќе се движат терористи на исламската држава кон Европскиот. Тоа е познато веќе од година и нешто. Тоа е едно од појавните изјави до сега кажани од официјални представници на НАТО, претходно беа како информација. Видите, значи според безбедносните структури информации кои што ги имаме во можност да дојдеме пристап до нив, разузнаачките служби, големите разузнаачки служби дадаа податок дека уште од лани дека во структурата на бегалците кои што поминуваат по рутата од Турција, значи од Сирија, Турција, Грција, Македонија и така натаму во Западна Европа, 2 до 3% се припадници, се или биле припадници на екстремистичките групи, дали е тоа Ал-Каеда, дали е ИСИС и така натаму, меѓутоа биле дел
и се уште се дел од тие војни структури. 2 до 3% во една бројка од, ајде да речеме, 1 милион, е огромен број на луѓе кои што се зафатени од војните действија, односно учествувале таму. Тие не се повратници значи дека оваа структура што е од тука или од мирните подрачја отишла се бори, него тие се луѓе кои што се од таа територија учествувале во војните, дали имаат некаква задача и каква е таа задача, нормално проблематика која што безбедносните служби ја водат, меѓутоа ние сме сведоци, да речеме дека нападот во Париз, последниот напад во Париз е дел од луѓе кои што ја поминале оваа рута од Сирија до Франција и извршиле терористички акт. Значи имат и структура која што има одредена цел однапред како треба да действува. Значи 2 до 3% е убризгавање на тероризам директно во Западна Европа. Така да нормален е стравот и реакциите кои што се случуваат од таа страна, од друга страна политички немокина е Европската унија. Да бидеме тука, правиме уште една кратка пауза и потоа во финишот на денешната емисија. Повторно назад, почитувани слушатели, во финишот на денешниот круг, мој денешен гостин е Златко Кесковски. Дебатиравме за безбедноста и за последиците од мигрантската криза. За крај една може да направиме на ретроспектива или условно кажано да еден пресек на опасноста од рефлексија на безбедносната криза која што се случува на оваа траса од западно-балканската рута врз внатрешните состојби на Македонија, со оглед на тоа дека ние сме и така во една подлабока политичка криза. Значи, колкава е опасноста ако запре процесот и оној мал сега што го има на проток на мигранти кон Западна Европа, стационирањето на евентуално на голем број на бегалци на оваа територија и движењето со нив и на групи на терористи кои што се движат во оваа западно-балканска рута, податоците кои што ги спомнавте околу веќе присуството на вахабистички структури во Македонија, регионот во околината, значи колкава е целата таа опасност и колку ние можеме да стравуваме за една по-широка и подолга безбедносна криза на ова подрачје. Значи, видите, Македонија и целата оваа рута која што говориме е зафатена од бегалската криза, односно проблемите од глобален аспект. Значи, се жртва на некакви глобални интереси. Од друга страна, се немокни да можат да се справат со онај проблем безбедносен кој што би надошол, а би бил во енормни размери. Ни една од овие држави, ни Грција, ни Македонија, ни Србија, ни Хрватска, она кое што ние сега домашно интерно внатре би требало да го третираме е прво одбрана на границата од недозволено насилно преминување на границата, и тоа е она кое што мислам дека баш во овој момент треба да се обрне внимание. Од друга страна, Македонија не смее да дозволи да прими голем број на бегалци на своја територија. Бидејќи Македонија е многу мала држава, ние ако примеме 30 до 40 илјади бегалци, би ја сменила комплетно демографската карта на државата. Од друга страна, како што гледавме предходно, како што разговаравме, тоа е директно ублизгување на една категорија на луѓе кои што ќе влијаат врз на тамошниот развој на општеството. Нормално, ние говориме за луѓе со друг менталитет, со друг начин на живење, друг начин на верување и така натаму, би имале далекосежни големи последици. Значи, она кој што ние може да се сложиме од безбедносен аспект во овој момент е токму ова што и го правиме. Значи, контролирана бројка која што може да транзитира низ Македонија во договор со Србија, па таа да во истиот момент да ги прими. Она што во моментов се случува, мислам дека е тој за Македонија идеален некаков начин на справување со кризата. Како ќе ескалира тоа? Турската држава, односно Турција и Европска унија,
поддршката на Европска унија кон Турција, пропуштање на голем бран на бегалци од страна Турција, тоа е оно на кое што ние не можеме да влијаеме. Меѓутоа можеме да блокираме македонската граница во комплет, во херметички према Грција, па таа рута да ја префрлиме кон Европска унија, односно кон Бугарија. Тоа е нешто кое што можеме реално да го направиме. Зошто не се движат кон Бугарија? Па веројатно заради тоа што преку островите доаѓаат од Турција, кои ќе доаѓаат од островите кон Антина, вака во вертикала нагоре и мислам дека и Грција ги транспортира директно до македонска граница. Малку не е рутата од Турција према Бугарија, бидејќи има таква можност. Овие доаѓаат преку морски пат до Атина и тогаш е во една вертикала Солуни Атина. Ве прекинав да се вратиме назад на она подпрашањето околу ризикот од подолго стационирање на терористички структури на Балканот во ова кои се движат на овој коридор. Значи, видите, ние во ваква варијанта немаме таква некаква опасност. Меѓутоа, ако останат, значи зборуваме за некоја голема бројка на бегалци, сигурно во нивните редови ќе има дел од оваа структура. Лесно поврзување помеѓу едните и другите. Ако тие немаат можност да одат во Европска унија, тоа сигурно ќе побараат да останат тука, бидејќи ние упорно зборуваме дека не е целта Република Македонија или Балканот, меѓутоа во еден момент ќе биде. Бидејќи ако зборуваме за начин на дејствување, односно дека оваа бегалска криза не е само економска, него има друга димензија, таа е промена на демографскиот состав на европскиот дел и континент, тогаш балканските држави се многу поранливи од Германија или од... Така да сметам според начинот до сега дека прво се полни овој дел, па после тоа надолу, нели, да се потполнити и делов од Балканов. Полесно е во Македонија, ви со 30.000 ќе завршите целата она потреба која што треба да завршите во Македонија. Али поттикнувањето на радикализмот, односно на исламскиот радикализам во регионот во кој што е, имајќи опреди транзицијата на бегалците, односно ранливоста од безбедносен аспект, е нешто кое што мислам дека во натамошниот период ќе треба да го очекуваме, односно безбедносните служби да се насочат кон тоа. И само близ прашање, може ли да се победи ИСИЛ на светско ниво? ИСИЛ може да се победи за 24 сата, меѓутоа тоа е желба на големите две сили, значи од едната страна е Америка, односно НАТО, од другата страна Русија. Меѓутоа секако, ајде по мојата анализа е она што се случува на Блискиот Исток и бегалската криза е последица на намалување на влијанието на Европската унија визави овие две големи сили кои што Русија нели како воскресната и Америка досега со нејзиното влијание. Како трет фактор се јави Европа во еден период која што почна да барат некаков баланс или место под сонцето во ова влијание, а денес, значи веднаш после нецела година дена, ние гледаме на Европа разединета, дезориентирана и без ама баш никакво влијание околу светските или глобалните движења. Значи се сведа пак во една ситуација Америка и Русија и мислам дека ИСИЛ постои нејзиното дејствување токму заради ослабување на Европа, да. Благодарам мој денешен гостин на темата безбедност, прилив на мигранти, опасност од тероризам, светски глобални движења беше Златко Кесковски, професор за безбедност и добар познавач на состојбите од оваа проблематика. Емисијата Круг, почитувани слушатели, е на Трговското радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 2 март 2016 година. Емисијата е во продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.